Советот на јавни обвинители со пофалби позитивно го оцени само Љупчо Коцевски во изборот за наследник на Љубомир Јовевски. Фатиме Фетаи отпадна од играта уште на самиот почеток, оти не доставила потврда за деловна способност, а Лидија Раичевиќ немала организацијски способности за функцијата републички обвинител. Од искажувањата на членовите беа дека се работи за кандидат кој што има долгогодишно искуство, кој што стручно и со успех ја извршува јавно обвинителската функција. За Коцевски јавноста нема слушнато многу. Тој лани во јануари од гостиварското обвинителство премина во републичкото за сега да биде единствен кандидат наследник на Јовевски. За реформите кои ќе бидат суштински, а не козметички, се залагаше Лидија Раичевиќ, која во кандидатурата доставила и стратегија за работа што не ги убеди членовите да ја дадат зелено светло. Членовите на Советот ги разгледаа биографиите, движењето во кариера на пријавените кандидати и лично ги познаваат, така да имавте прилика да видите дека сите имаат различно размислување и искажување во однос на кандидатите. Секој има право на сопствен глас и гласовите се одлучува со мнозинството гласови од купниот број на членови на Советот. Раичевиќ во изјава за Алфа вели не се чувствува разочарана, ја почитува одлуката, но се надева дека зад негативното мислење стојат аргументи. Аргументите јас не сум ги слушнала се уште, но вие сте ги слушнали како новинари. Можете да ги пренесете во јавноста, па постои стручна јавност која што нив може да ги цени. Но не станува збор за разочарување или било каков негативен став кон оваа постапка и екс-специјалната обвинителка Фатиме Фетаи не доставила потврда за деловна способност, по оттука членовите не можеле да се произнесат за нејзината кандидатура. Фетаи преку изјава за неделникот Фокус му порачува на Советот да ја преиспита ваквата одлука. Убаво би било Советот на јавните обвинители уште еднаш да ја преиспитаат својата одлука. Познавањето на македонскиот јазик и уверение за деловна способност се општи услови, кои се подразбира дека ги исполнуваме уште кога сме избрани за обвинители. Доколку не ги исполнуваме овие два услови, воопшто не би можеле да работиме како обвинители. Процедурата за назначување нов јавен обвинител преминува во владата, која Коцевски како единствен кандидат со позитивно мислење треба да го достави до законодавниот дом. Пратениците со двотретинско и бадентерово мнозинство го имаат последниот збор, дали Коцевски треба да го наследи до скорешниот републички обвинител Љубомир Јовевски.